Здраво, јас сум Жарко Димитриевски, ова е подкастот К15 и пријателите, кој е дел од проектот кој ќе обележи 2025 година, проект кој има многу активности поврзани со 30 годишнината на К15, проект кој почнува со ова, ајде да речеме така, овој е серија подкасти кои ќе бидат 5 на број, продолжува со документарен филм, продолжува со ТВ серијал, со бестофи на К15 кои ќе ги гледаме на телевизија, со многу активности на социјалните медиуми, на стари и на нови работи и кој што ќе кулминира, онака јаготката на шлагот ќе биде на средина на мај, кога ќе имаме не едно, туку две шоуа во живо, бидејќи два Борис Трајковски се веќе продадени и гости во првиот подкаст К15 пријателите се самите К15 без пријателите. Ти си у случајов еден пријател. Еден пријател. Васко Тодоров, Бранко Огњановски. Дозволи. Ајде. Јас сум Љупчо Вовакаров по подкастот по повод 30 годишнината К15. Така. И сега еден отиде, втор Борис Трајковски отиде. Ја не знам, знаеш, сакам да ја прашам чисто од личен аспект. Сигурно на човек прво му е премногу кејф. Сигурно малку и не му се верува. Пази, значи првиот иде од декември. Значи во декември се продаде цел 16 мај, Васе? Да, 6 месеца пред тоа. И што си викаш? Да ти кажем, ние си извадивме од памет. А и овие што ги продаваат картите си извадиле од памет исто. Така е. Најбрзо продаден настан. Види, тоа ни е на нас најголемо признание. Ние сме, значи К15 30 години, К15 заврши пред скоро 11 години. И концерт, луѓето, нели ни дадоа некое признание што ги продаваат картите, вика најбрзо продаден концерт Во историја. и тоа значи дека приказката е уште жива И и уште важи. Како ти века, знаеш, ај првиот кој ти се јави, ја спореди со вториот. Знаеш, првиот добиваш ало, Бубо отидоа, нема веќе карти. Јас сум деца од времето на социјализмот. Порано имаше една манифестација, се викаше "Ништо не може да ни изненади". Така да ја уште живеам според тие норми, според тие категории што сме ги практикувале од тоа време. Така да не бев нешто посебно изненаден, бев само радостен. Таа беше војничка емисија од ЈНА, ништо не смее да ни изненади. Ништо не може, тоа беше после прифатено како име на војничка емисија. Иначе се правеа војни вежби во кои што учествуваше цело граѓанство и обично се вика "Ништо не може да ни изненади". Акцијата цела се викаше така. Тоа се дешаваше обично 2 пати во година. Тоа е СВОС. Сите во одбрана и заштита, да. Тоа е и вика акцијата "Ништо не може да не изненади" се одлага поради дожд. Освен дождот. Да, после 2 недели. И ова е сериозно. Заврнало доши И не изненадил. Ништо не може да не изненади. Само дожд. Само дошт. Така. Мане, ти што ќе кажеш? Карти бараат ли луѓе? Бараат карти, Жаре, да Шо ти им кажам, викаш? ја им викам, ние немаме врска со картите, има други организатори, што е и вистината, тоа е тоа. Јас се што имам дадо, јас- ми остануваше една карта од Македонија, таа не ја дам баш од така да Ти си дал, ама ја се плашам дека како ќе наближуваат на станите, дека допрва ќе се бараат. Така да овие што имаат карти реално, а не им е многу до К15, може да ги шитнат поскупо кој ќе наближи таа, не летет. пушташ идеја. Ете еден финансиски совет како да се заработи. Имаше у кино, трговија че речат. Тапкароши одамна немало, така да Го изведат ова че рече ово инициираше да се дешава. Така е. мислам дека Крунски доказ. тапкароши немало, али ќе имат тапкароши. Очекувам дека ќе ја ги знаеш шитаат каква поскупо. грешка направив? Ние си оставив карта за мене, бе, брат. Немам карта, бе, немам карта. Не знам дали Васе, ти со мене ќе влезеш. влезам. Ти со мене ќе влезеш. Види тамо нешто, еве, нешто. Да ќе прашаме тамо, види. Со знаме. Со зна и со На- капа. настајање, знаеш, И кој. со капа. Да. Како им викаш, Бубо? Кој ми се говорат за карти, викам, нема више карти, му викам, а баш кога не сме ние организаторите, али ти за тебе прашуваш, не е проблем за тебе, ти со мене ќе влезеш. Така ќе ти се присоберат. Ако нешто, не е проблем мене 20 пати да влезам да излезам. Жаре, ти не памтиш веројатно порано, Закај, че седам не знам. кој играше Вардар на утакмици, кој идеше, само јужна беше трибина и овие за без пари со знаме, кој доаѓа со знаме ги пуштаа без пари и седеа на така да ако немаат карти ќе знамиња нека си земат.
Кога сме кај... Пази, тоа тапкароши, кога ќе се спомнеме, на одма ликот на Миле ми текнува со хокеарскиот дрес Вардар. Тоа беше едно од првите. Пред Пред кинокултура. кинокултура. Пред кинокултура. Ја де субота ние спушти рукаво, дај 20 карти, дигди рукаво, дај 20 карти. Тоа. Клюки, шај клюки еднаш. Беке, Не си ми водоотпорен денес. тоа е скеч. Тоа е меѓу првите години? Тоа прв циклус е тоа. Првиот циклус. Мислам дека Прв циклус. втора или Прв трета или втор- не. епизода. Не, прв циклус, Прв циклус сигурно е не го мислам сигурно. дека трета епизода. Меѓу вторите епизоди. Меѓу вторите и третите. Да. Слушај, Евентуално четврти. враќајќи се на тоа време, кој ги даваше, знаеш, ај малце да им дадеме behind the scenes шо вика, зад завесата. Како се прават скечевите, го земаме овој како пример некај. Мада и можеме и со други Сега да ќе ти кажам, збориме. тие првите епизоди кои ги правевме, у првите неколку епизоди ни идеа практично истите монолози што ни идеа на радио. И ако земеш да ги анализираш емизиите, тие што се подолги монолози се цепкаа по 2-3 пати у епизодата. Така беше и овој со мишките, затоа има 3 дела. Починеме у студио, збориме, па идат други скечеви, па вториот дел, па други скечеви, па третиот дел. И овој со киното беше исто. Почиња со тој како е пред кино, па после унутра која му вика овој како е филмови, какви типови филмови има, на крај која завршува, нели? Докторе како филмот. Така да тие у првите епизоди, тие неколку монолози што ни беа, така ни беше Значи, концепирано, Знаеш да ти како, кажам. спонтано си дојде приказката. Бе. Пази, ние немавме план и програм, немаше сценарија, имаш ти 50 епизоди спремни да снимаш. Немаш ништо. И ние не знаевме ни колку ќе трае. К15 почна како експериментален проект. Ево го баш тој. Ево го скечот. Попушти малку да чујме Ево го, тука. ево го. Филмови да се гледат. Ајде, кој е за две? Изволте. Не треба. Да. Абе види, има работа, не да нема сега. Да купам кола одма не може, меѓутоа вака за леп, за млеко. Немавме ни светло тогаш, ба Има се види. навоѓа. Најше немавме светли и тамни се повеќе темно. Порано беше боле и со това и беше и бизниси по 50 марака од прилика се аеше и можеше да се живи лепо. И sad веќе има некој мизасцен, некој треба да пројде, па крупно е, па бубо нешто ми шепка, па ја го кријам со главата. Мислам да ги Тоа све Ти се го деша. бркаш, ти го бркаш. легално они работат. Ајде, кој е за две дечки? Имам, сакаш ова? Колку са? 200 денара се. Ама бе дечки на каса се 100 денари. Па иди купи на каса, ева, тебе. Ама нема на каса. Ова е Леа. Поише се појави, така, првиот Па циклус. Леа беше тие. Ајде. И така. Позади иде Милчо Манчевски, значи Убаво да го Before the Rain Не, пред дождот ода. Не може да не постел Before the Rain. Ево постером. Before the Rain постер има. Стварно? Да, бе. Ја па Волков. Тогаш одел фактички Да, пред добро, 30 години. да, пред 30 години. Има бја и стални буштери. Пошто тоа е 95-та. Не се сеќавам. 95-та, да. Еве Да, го, бе, еве ево го. го Before the Rain, така е. Чекаде. Ево Ова е Неджми. Неджми бе. Ова е Неджми. Ова е таков бизнис, што нема да видиш. Ова е Нема нежми, да ви вика да, бе, ништо. Ево, видите, сега ќе ви покажеме. Еве, Анита. Бала, Анче. сакаш две? Ето, има интересантно е така. Ево, видите, Ево видите. чекам така сега е. некој у жута јак нешто е. Ето, видите, ово вика. Тоа е мој дрес. Дресот е твој? Мој. Хокеарски дрес Хокеарски Ја дрес. немам појма искрено да се. Тоа е мој дрес. од кај Го Се најдов. Тоа е мој А дрес. овој дигни рукаво, дај мигаш да дека... кажеш или Не бе, некем да Или кажам, не стварно? ни текнуе. Ама мој дрес е. Мој дрес е, ја го ставив во реквизита. не, како Не, како ова, ме не. загледа како женска да го зел, така даде. Кога Иначе, тренирав хокеј. Истиот дрес, Ја без за медвешчак. Да, за види, така беше. хокеарите у принцип носеа широки дресови, тогаш ни беа големи за да можат од доздола Уште да носат. Не знам од кај ми Иначе, улета тој у дрес, некој ми го даде. У истиот дрес, Тоа викам да не знаеш кој ти го даде. Не знам кој ми го даде. У Некој истиот хокеар дрес е, и хо- буба. Хокеарка не е. Не би требало. Хокеарке немаше тогаш, нема.
у истиот дрес е и бубо на кајчето конака климе, да едно, да гледаш како му е, само него е Широк. по овако. А оваа финтата со дигни рукаво, дај две карти, спушти рукаво, дај две карти, ми ја кажуваше бате коце. Братучет ми, он така правил, многу бил оваа прича. Не сум вика ја како тие дигни рукаво, пошто порано на шалтер, само толку беше, он само да види различна рука. Дај 20 карти, дигни, него он зимал од младинска организација, дајте, вика, тамо 50 карти за тоа и тоа, и ги шиткале по пред кино. Тапкароши, да. И види сега, тоа е, значи, има еден корпус што е од предходно монолози од радио и сега тој го црпите, така? И сега иде, еден тие по беа, еден по еден, да. тие што сте ги решиле дека се добри. Тие беа спремни и проверени. Сега, ама имате транскрипта некоја, па се водиш по тоа, пример, конкретно овој или било кој друг си со мишките што знаеш, имаш од радио некој транскрипт Имаше, Да? не од радио, него тие ги пишувавме ја и Васе на времето тефтери. Тие тефтери Пенкало лист. може да уште постојат, Васе, го чуваш ли ти тој тефтер? Чувам тефтерија, чувам. Не, наискрено, тие Наискрено, тефтерите ракописите ги имам. чувам ја. Првите Моите на рука. монолози ја ги чувам. На рука ги пишувавме и ги тие бе так. Знаеш, Васе, Отприлike пред. И на рука, чека да видам Сакаш како да се ти отвара помогнам? ова само. Да видам, помогнам, не знам сакаш? како, сакам. бубо, Така, да. помогни ми. Дајте на човек што е. Помогни ми, И помогни ми. одгоре вака Затварање. се кине вака и Вака се отвара. вака и сега ќе си исторат по масата. И сега пола ќе се истора. Пола ќе се исторат, добро. Ајде, намет од тоа. Да. Дали ќе побуа? Ама, Шлајка. И после бане, откако се исцрпија, да речем, тие работи, знаеш, како доаѓа Не до... само тие беа дел од тоа, ние секако паралелно правевме и други скечеви што ги Сега, правевме, супер. Како? Знаеш, се собирате со лист пенкало, пример, знаеш, како оди процесот, малце навлези сега ти кажам у како тој е. степ бај степ. Слушаме сега. За К15 сценарио нема. Ние правиме список на скечеви. Екипата доаѓа на снимање и никој нема појма што ќе се снима. Ние правиме листа на скечеви. Доаѓаат со Бајле, вика што ќе снимаме, чекајте се. Се тука. Ние договараме први скеч, само име на скечот. Тоа што Миле Цацко, не знам што, Ристо Блажево, Джандар, Мандар, не знам што, ние го договараме скечот на лице место. И мизан сценот се договара на лице место. Викаме што ќе снимаме, никој нема појма, ни камерман, ни режисер, ни никој нема везе што ќе се снима. Викаме ти постави се овде. Дали ќе плива со камера? Може да плива со камера. Ако е еден кадар... Ако не е длабоко многу, ќе Ако плива. не е длабоко, не ги стававме длабоко многу, пошто ќе се удават, нема. Стави камера и ние удараме. Скеч, има многу скечи во еден кадар што се снимени. Супер. Диалозите Ја мене нешто за да може Бранко да се одговори. Пошто Бранко го праша, бас ти одговори. Па се каже- Треба да ги видиме сега скечевите. Отприлike знаевме ние, разговаравме со Лепи како ќе изгледа што. Например, конкретно на Васе у тоа време многу му се свиѓаше, се сеќавам, оној на MTV што беше оној што влагаше до камера. Како се викаше тој Fox некој? Ти текна на MTV еден будова што беше па ќе дојде до камерата, па ќе прави. Тие ти се свиѓаа многу и инсистираше неговите монолози така да ги прават. Малтене у еден кадар беа. Рей Кукс, фала. Рей Кукс, вие сте млади, не го знаете тоа, порано MTV беше Баш на MTV, на беше Music авангарда Television. за нас, да. За авангарда беше тогаш да се гледа. Убава сценографија таква и у една камера и ќе дојде до камерата, ќе каже нешто. Знам дека на вас тоа многу му се свиѓаше и инсистираше првите, и кој ќе видиш, уствари сите се малтене у првиот циклус, малтене у еден кадар, може еден-два реза да Па има. еве го и овој со Ајде го, Миле со картите. Да видиме, сега не се сеќавам точно кои скечеви беа, али у основа немаше сценарија прецизни, ама знаевме кои ќе бидат, како ќе бидат. Знаеш, се договараме Да, на али лице ја те место. враќам поназад. Уопште идеја да му текне некој за... Затоа сега на Знаеш. памет не ми текна или да ги видам кои се Пошто скечевите вие откако ќе се емисиите. договорите, добро, тоа е следниот чекор понатаму што ќе правиме околу мизансцен, режија, како ќе ја поставиме камерата. Ама прво да го напишеме дали ќе биде Миле и тоа што прават XY или
Тој како кажеш ова, ти ќе го збориш ова, ја ќе го зборам ова, он ќе го збори ова. И тоа е планот. Толку. И ние се знаеме И импровизираме меѓу. кој какви си ги знаеме склопот на реченици, сите, тројца. Ајде да пуштиме некој Возиме. скеч, па ќе Ај, го пушти пуштиме, нешто. видиме Пушти, што имаш од тие години? Сакаш хронолошки да ги... Чекај да речеме табла. Ова се избрани некои Океј. од екипа. Овој не види сега. Почитувани гледачи, добро вечер. Се воме од салата на работничко од Скопје. За да го направиш ова, не можеш да не знаеш што снимаш и кај одиш. Значи треба да ја договориш Добро, салата. овде идеја е јасна, дај да пародираме коментирање спортско. Не, Така? во основа тоа е, ама па треба да ја договориш салата, ова. И двократниот македонски Не само што пародираме, Миле Пани. Ама окей. промовираме Сами спортови можете да забележите што не се само доволно што застапени на малите екрани. Во салава што е доказ за огромниот интерес. А заслужуваат да бидат промовирани. Види супер, овде да речем кого зимаш за инспирација за коментатор, вајде од МТО коментаторите спортски, да речем. Што можам да забележам од тука. Не некој посебно, ама коментаторите од МРТ се тоа. Па само добро биде, ја работев во радиото, ми се буди Другари. сите колеги За полесно да го следите Атанас Костовски, Нико Панговски, на левата страна Бранко Давидовски, Тиков, па беа. Зоран Михајловски. Михајлов. Зоран Михајлов, Дорџер. Чекај, ево го пак дресот. Ево истиот дрес. Дур него издраснавме. 9 германски марки во Стварно не ми текли од кај ми овој дрес. тој што ќе Овој скеч? нормално ќе треба да плати. Зошто, пример? Оној дел посебно, Еве сега. сежеш коментаторите Се како зема коментираат. позициите. Кој ќе дигне. Јовановски на Петковски, Петковски на Јовановски, имаш дека тама, до едно Шумалев 3-4 секунди, Сепак Миле Пани. и Лиевски. Не. И сега имате акција тама пред гол, Дорџер. Тоа бе. Тоа бе, тие се тие моменти е. Убав почеток Таман. Аха. Гесет. Попушти. Малерот враќа со Екбеш. Шеш беше. Знаеш што е најинтересно во оваа прича, што ја не знам да играм табла. Не знаеш ич Не ништо? знам, ти не знаеш. Појма не. Двајцата не знаеме да играме табла, тоа е. Јас само првата знам. Знам Првата изразот, сите имам монолог за табла. Не знам, ама ја табла не знам да играм и ти не знаеш да играш табла. Партија од 1903 година, кога за балкански првак се сретаа Гоце Делчев и турскиот интернационален мајстор Сулеман Трети. Слушај, кажи. у принцип, како, ја пробувам да се сетам како ви текнуваат скечевите. Добар дел од скечевите што беа у првиот циклус, особено и у вториот, ни се работи што сме ги преживували и со кои што сме си ги кажували и раскажували уживо, реално. Знаеш, сме се смееле у друштво, сме се смееле и после само ти текне и ова треба да го снимиме, она треба да го снимиме. Така да добар дел од овие ни се и анегдоти, нешто сме ги само преживувале, него сме ги раскажувале од другиот, така само сме ги ставале у формат да бидат на... Добро, ама вие се дружите у тоа време заедно, така да седите заедно кога сте у кафана едно друго, и ако некој добаци некоја добра зезанција и да не го запамти едниот, вториот, третиот ќе го запамти. Па добро да се Нештото. знаеме. Не дека вие одите, пошто пази, знаеш, стендап комичар или кој да е, си одат со тефтерче. Па кога некој нешто знаеш ќе каже, ќе си запише за он после тоа да маринира кај него Уште во не со глава. тефтерчиња, бе, сега И- има мобилни, ман. Слушай, знаеш како? Сега ќе ти кажам, имаме ние. Мобилно тефтерче. Чекаш ти сценарио, нема сценарио. Сега ми текне еден скеч, Кој? ако може да го најдете. Ристо и Блажо со Джандар. Овој која лаже, овој кој му вика зашто лажеш. Тоа е еден кадар, е цел скеч. Тоа е едно 4 минути. Ова е тој. Ристо лаже, Блажо го Гледај го кодовши. се. Ова е еден кадар. Тоа се Ова е напаја. еден кадар и овде нема сценарио, ништо нема. Гледај го ова сега. Ајде. Попушти глас малку. Да чуеме. Добар ден. Ваше е возилото? Моја разбираш, моја.
Ај, ќе ве молам излезете малку. Кој е полицајецот? Томче. Томче организаторот. Томче. Направи, не са разбираш. Ајде, Ова е еден кадар, баки. ваше. Мој, чекай сега. Кјути ме. Почин вториот полицајец со капер. Што е другаче? Многу брзо возиш. Таму 75. Јас брзо. Да, 75 возиш. Море, дечко. Па јас од 60 повеќе у животот немам кој на аутопат возам 60, јас попримерен возач ако најаш од мене у Македонија с глас ја сечам тука, разбираш. Не. Јас ти кажувам те. Уживајте во одлично телевизиско и филмско доживување со A1 Explore TV. Гледајте ги вашите омилени ТВ канали, филмски наслови, детска содржина 7 дена нанапред и 7 дена наназад со можност да паузирате, снимате, премотувате и опција за подсетник за никогаш да не ги пропуштите вашите омилени содржини. А супериорниот оптички интернет на A1 Македонија ви носи стабилна конекција, неверојатни брзини за даунлоад и аплоад, истовремено поврзување на повеќе уреди со висок квалитет на услугата. Од кај е Радовиш? Од кај е Радовиш за Блажу и за Ристо? Од исто човек е да? Да. Види, за Ристо, разбираш, се знае дека е од Радовиш, а за Блажо не можеш да тврдиш. Не се знае он од каде е. Значи не знаеме од каде. Он е... Нека од исто човек е да. Блажо ги фаќа сите дијалекти. Бане е таленат за дијалекти, нема јачи од него. Они грчки, и охридски, и Блажо, и се живо. Ја Ристо, јас сум од Радовиш. Јас сум роден у Радовиш. И го знам Радовишкиот. Ристо разбираш. Сега можеш да префрлиш одма? Можам. Така, продолжи пример да одговараш на Радовишки. Види, знаеш какво време дојде? Или разбираш, или не разбираш, и нема трето разбираш. Такво време дојде разбираш. Тоа. Ако разбираш, ако не можеш да разбереш. Или не разбираш, или ќе разбереш, или нема да разбереш. А Бане е таков хват има за дијалекти, нема јачи од него. Ја, Ристо, разбираше Радовишкиот. Ја тоа го знам. Бане вози. Охридски го фаќа. Кога зборам со него Радовишки, вајда Радовишки со Не, Бубов, он збори вајда на све Кавадаречки, не знам како вракам ја. Знаеш што се дешава, например, одиме у некој град и седнуваме со некои луѓе или пријатели од таму што ги знаеме од градот, седнуваме и они како почнуваат да зборуваат. Да, и он ги лови, да. И он почне да и многу Постепено менува. Оно однас се уклопува. За нешто погода е нешто не погоди. Да. Некад ќе му се деси, знаеш, кај што не треба да кажеш да речеш, не бре да ебам, представи се така сме у Кавадарци, и еден што ги Бранко, ние негде ќе го ебиме чотко 100%. Знаеш што? Со најдобра намера да им направиме Да, така. Може да се надуте. Бане ги лови, Бане за дијалекти нема јачи. Од Бане, нема јачи, тука нема. Јас, Ристо, Нема да го разбираш чуе 5 Радовишкиот. минути и после го цепавиш. И го вози. Ми вика, Ти во своја одбрана што ке. од Охридски вика, од кај си од Охрид ли си? Неам никој, ни тој не сум живеел во Охрид. Да речеме, тие дијалектите, Бубо кога збори Кавадаречки, ми иде да зборам Кавадаречки. Он кога Охридскиот ми е од Нанче. Нанче од Леснина, он многу љубеше да Охридски да си зборви. Охридски си зборуваше тој стално и ми... Ти влегло. Ми влезе, да. А после кој? Кој е Батебаже? Батебаже ми е... Батебаже и Тие ми се, ја имам роднини... Бажи Батекоце оперени. Батебаже мојот брат на Батекоце. Во ова, да, и Бате. Ја имам први братучеди у Радовиш, значи на татко ми сестрата и така како мали и ние сме идели. Јас сум ги слушал Радовишки како зборат и они се и ден денеска се многу интересни кога зборат. И еве брат ми вие сите викаат дека Блажо е уствари олицетворение на тој на Батебаже кога и ловечките причи со Значи, тоа разбираш, не му е непознато, ама не, далеко. Разбираш. Не, добра, ама Батебаже фатно кој го раскажуваше, тоа беше. Има. Пушти го скечот со кошарката. Да. Што е пробај пиши Миле Тошо баскет. бара место од кај му иде шут. Не во Годел у градски парк. Да бе да. Ти немаш кој Уработнички. Еве. Не, уработнички, не. Тоа е. Попушти малце? Еве го. Ајде да видим. Види го.
топ. Топ. Се слуша. Добро бе, зашто не би дојде преска работа? Зашто? Ја што се ровам со тоа седбицата, бабо? И што не ме виде ти, 100 банани ти За овој нема сценарио никакво. Каква ме, за никој нема лобе, баке. Не за овоја. Пази одлуката да пуши Бубо. Пошто тоа е таква една мала работа која многу му дава на скечот. Ето одлука тогаш многу пуши, по 4 пути стига не пуши. Јас скоро... Чека бе, пушиш во скечот ти ова? Да бе, гледај го. Пепелјара на коленото е. Гледај го бе. Види го Пуши, да. ставот. Само шишерање ја пак до нови. А види што збори, бе, Бане, слушај го, бе. Коша, цело време игра бек позади, повлече дуе. Човек ми лече. Зашто ти лече? Зашто не видо? И оваквото, и можеш да збориш се што сакаш, бе, јас сум 2 класи бољи од тебе. Ој, ти си луд, ти треба да се лечиш, па ти дадов денеска 70 коша. Ја рачунам до јуни 85-та, и че после, ти се вика, па ти, јас сум измислил паскета тебе. Антен точно го гасил. А од позади кој води не се слуша толку добро, знаеш, се губи аудиово, па после пак се крена. Еве, прати, твоето ауди. Слушај се, за овој скеч, за овој скеч, убедени овие дека работнички, дури има и мурал ли се вика тоа, која сликаат. Да. Од овој скеч кој има насликано капиште Така е, Стамане кај на трафостаница, ако сте го виделе, да. А у основа... Така, до него има од Марин еден и овие. Ние сме биле работнички, овие биле МЗТ, не знам шо. А у основа, овде беше... Тогаш правевме пародија на една случка што се случило у кошаркашки, кога се скарале Буштур и Зоре Темелковски. И горе у кафаната се искарале кој е бољи у баскет, како они беа у раководството нешто на Кошаркашки сојуз. Горе тамо, да, имаше не знам каде. Кошаркари па беа... Така е. Бубо памти боле, али у основа скечот Председател е на КФМ беше... Да, Зоре. А Зоре беше и пратеник, ако не се лажам. Беше. Тогаш. Зоре беше И председател се кара на комора. кој е бољи бугарска баскет. Нешто. Македонски. Да. Може би ако не и... Да. И се кара двајца со слични муабети. Ама тоа се муабетите. Уствари ние го тогаш, знаеш. Ви Да, пренесе. некој сме разбрале дека како било тогаш овие се искарале и ние го правиме скетчот. Како ни скечот. пренел, што ни пренел, кој знае кој иди како ни пренел. Са. Важно го дознавме тоа, а овие сите ми се пријатели. Така. И Буштур покојни. И се, кој се препознало, јеби га се. И овие го сликаме, ова е без никакво сценарий. Фактички, кога доловуваме настанот што се случува на маса, Да. го направивме на игралиште. Да. И тие малку што знаате, За нив е... супер актуелно е. И имаме многу такви прајано ние. Например, имаме некој друг скеч, не знам кој беше некој, кога се сообраќајка некоја беше дали на нечив син беше ја земал колата, се удрил у дрво, не се сеќавам што беше, ама исто се Актуелно демек. го така За беше. тоа кога му пребегала бандерата пред... Беше така. Да, и репортерот звори, вика, тука, вика, овој поминал со колата, вика, и бандерата му пребегала наеднаш. Не се сеќам. Тоа знам само дека у Топана или у Чај негде го Не снимав. се сеќавам, ама такви настани кој ќе чуеш нешто актуелно Ја и да ви го... кажам нешто. Озборување градски. Чекате сега малку. Чекај Васе да каже нешто. Снимаме ние скечеви кај Академија за драмски, бараките, тамо. И екипата пауза правиме малку. И сите отиду на пауза, и ја Бубо стоиме овде, и Бранд Феро, Снимател. Бранд Феро, снимател, директор на фотографија, све тоа, и Бубо му вика, што да правиме, овие отидат да јадат нешто, не знам, што пауза мала, не знам, и Бубо вика, уклучи камера и дај ми микрофон репортерски. И тука се дешава кичмата. Значи, се тука дешава, се вика, само уклучи камера, викам, Бран, ја му викам, Бубо. баце, што ќе правиш, бе? Абе, вика, уклучи камера, ние стоиме од страна и тоа тука се дешава на пауза.
се Овие дешава утре се седнати кизмата, негде антологиски. Може ли Кажи. само да кажем? Кажи. Два феномена се дешаваат тука. Со ова се снима во еден кадар одеднаш. Глас. Абе, едно е... И втора работа. Значи се цела екипа отиде на ручек, а ја не отидов. А не отиде, а ти не отиде. Главен Ти не отиде на ручек. Ја дојдов ручек да се Сите отидоа да јадат, а ја, Бубо и Бранд седиме овде. Ево кишмата. Он беше со главом низ дит, што се вика, отиде. А зашто ја виткаш вака главата надоле, за да ти е поблиску Зато е микрофонот? намерно е тоа. Стварно. Намерно. од време на Тоа е све намерно од љубомора, баки, од љубомора. Например, Од кога љубомора. разговараат со некој. Да. Или ти го фаќа од трема, му го фаќа микрофонот на. Мене ми се Але од става, љубомора е да све говори тоа. во студио, во Тоа е радио. најчесто, Радио, на еден микрофон, збориме, му поставуваш прашањето и он го зима овој фиксниот микрофон, го фаќа Ема, да збори. Па му го фаќаш Најчесто, раката и друга работа. Почнат да зборат и мисли и у моментот мисли дека е далеко од микрофонот да се наведне вака. Е, тоа се Да, бе, да. Некој му викаше пред тоа, немој оти. А знаеш како Што си беше? пачкаш у рака на, што врткаш? Не, сврчка бе, тоа е дегенската прича, па намерно го прави ова. Карактерот Пази, го ова, тој нема... Значи, вика... како потенцира. Ноќта Има некое, ако ви текне што Што? не ти делувало дека е нешто кој знае што, ајде го снимиме, Иде кога ти што А, добро. дека згазило. Види, А вас би било веќе, не сме мислеле никад на тоа ние. Види, сега е многу полесно, можеш да... што мораш да имаш критериум, некој знаеш како личен, си викаш ова од овде натака е добро, надоле Види, имало скечеви кои што се снимани, да речеме, некој монолог или нешто направено буквално по-набрзина од другите, по-неизработено, условно да речам, дали сме брзале или ни фалела минутажа, а искочил дека е многу добро праче. Многу добро примерно кај Има Добро пуна примерно, такви, тоа ама ја не може да се сетам на некој сега. Нема правило. Да ги видиме, ќе... Нема правило. Јас за овој скеч, знаеш како дознавме дека е толку интересен имено ушто? Па, кога се вративме од снимање, овие другиве нема појма, ние знаеме. И вечерта одиме оајде За кичмата збори. За кичмата. И го прегледуваме. Јас тогаш се деси тоа чувено Кишмата е антологија, бе. чистачката оајде кога залепив на таван горе. Позади врата која излачав у момент, она првоскокачето го... Која изоди од памета. Ја израчувам, она дин горе се залепува. Да. И слушам, таму у другиот собор се смеат. Сите на глас. Што е ова и снимет? Кога го снимеш тебе вико ова? Кога е снимет? Кој се кепчеше материјал. Да, бе. И комитите да ги пуштиме, да видиме нешто за тие. Тие треба да ги пуштиме и едните и другите. Комитите... И знаеш кој Бабашко скеч. барем тој дел Кој? со ајдучката чешма. Ова е едучка чешма. Ама што е ајдучка Кога ќе отвориш десно, ќе лево. Ама ајдучка чешма, Не, ова е- објасни што е. Ово е вториот комит. Првиот е овој. Концерт. Ова е првиот. Најдучка чешма. Ова е Абе првиот. не бе, дугме, а остати дугме. Ова е Ајдучка чешма, првиот пред комитет. дугме има ајдучка чешма, има книга. Има дугме. ајдучките. Брате Гули, Концерт код Хајдучка. Тамо што е потаза. Гледај сега, овде имаше отприлike текст прецизен, мислам. Више го изнапишавме. Гледај сега како еден кадар ке се стемни. Гледаш, позади почнавме ден. Дење беше, сега гледај, у следниот негде, не знам точно каде, гледај, оп, не. Овде не се гледа толку према нас кога е кадарот. И Сашо, долго траеше Траеше, снимањето? ова траеше подолго. Пошто требаше прецизно да ги кажуваме за да се лепиме на... Ова е па Телемон, да беше Овде четврта више ова. темница. Ова е филм. Ова е филм, баш е филм. Мислам дека овој ни е првиот покомплицирано изработен, онака со прецизно сценарио. Ова е филм. Шоферот доспе и по една пушка у прилепи Кубаново. Не заболи овие кубуњари веќе спремале. Ова е филм, бе. И муабетот тука е зона сумрака, е све Е измешано. зона сумрак. Многу е јако. Twilight Zone.
А со топче што направи? Се јави у Вишќе 3. Заклале тамо една треша. Вишќе 3. Што направиле до трешево топчето. Заклале Кога треша. пробале тамо, ко пуктело, само околу топчето имало петорица мртви. Токо че годе са тамо на терето турците. Ова зона сумрака. Зона сумрака. Муабетот е И со сител, и со телефонот, и со... Ви кажав на 20 гледаш минути. темница позади се. Да, Траеше ова, траеше, стварно траеше. Ова многу Ја снимав на многу. Бабетова старија, прошли пут свадба, пред то крштевка, суре. Особено ова се однесува за првиот циклус. Више после у вториот, кога ни беше Саша Зајков режисер, тамо више он беше и монтажер, онака поизразен, тамо се више по-раскадрирани, Малку, поработени. другите комити со Чуни ги снимавме. Кој е Саша Зајков нема снимано Не комити. ти зборам за комити, ба се зборам за циклусите. А, за циклусите, добро. Првиот 13 епизоди, да, втората да, епизода, да. Зајков кај што беше клик-клак, оние тоа кои беше правиме. атентатот Киров. Така е, 8 епизоди беа. Така е, Нека се така пушта справ. тамо почесто пред шо беше, како пара истуривме тамо. Еве го кај. Треба Види, он се разликува од Рукописот, да. Има Апсолутно ракописот. е. Да, ракописот. Да, тоа беше атентатот Киров. Тоа нема врска со... Не, нема врска. Целиот тој болници, Така, ама така. беа раскадрирани. други што се такви скриптирани, Така. комитиве се такви, значи кај што има сценарио и се водиме по сценарио. У првиве Оние долгометражните, од првиот оплеменувачи на иверици, ова, тоа се све пишувани. и далтонисти. Тие се пишувани. Така? Оплеменувачи Тие се неверици скроз се пишувани. пишувани. Чуни инсистираше да му бидат прецизни, пошто тие се цели епизоди. Ова е Чуни, например, ова Цели го епизоди, режира. ова е Чуни. Ова се цели епизоди, знаеш, ова се филмови, ова е филм. Он ставаше прецизно, ами и Чуни добро го изработи ова. Чуни професионално. Еј, тука многу ми се свиѓа. Домаќинка, секретарката која се јави. Абе, нај. И овде што се шуња На у домофонот, турско и на на домофонот. Fiat 1300 се подпира да Ево фар. го на домофон. Кај учителот е на семинар у Солун. И на тој семинар ќе има застапено, да, ево го се, ова е тоа. И И се сега за домофонов, И што е сега, домофонов? Домофонов Не е виж, домофон. Тоа е Бара, домофон е најдомофон. не, тоа е фотрула од касета залепена на Не е домофон, са. Домофон е у сценографија, са. Или Дулци, на оној шоу гледа. Ево, ова е Чучино, види го. фотрула од касета залепена. Ево. на- Значи ВХС Види оние. го. Да. А иначе муабетов е порано, не знам, има уште ли тој Скендербек имаше еден коњак албански. Коњак има, Коњак знаеш дека Уште има. има. Уште има. Па еве го. Тоа е муабетов овде. Албански коњак. Гледај сега. Флаши од Скендербек да вратите. Шобара. За кауција нешто. За кауци. Кој се дружи како флаши. И сега гледај се Анче, почење овде, гледај домофонот. Али Ете учител да, во семинар. ВХС. На тема Светот како поле за надпревар. Па видите, на овој семинар со своји излагања ќе се имат просветни работници. Што збори? Крај. Кажи На темата на семинарот семинарот. Солун. На семинарот ќе има удел, многу гости ќе има на семинарот, Ќе се ќе има зборува за теми, тоа и многу тоа. ова и овие да го јебе матер овде на домофонов, еве. Како поле за културно. Да бе, да. И у тепо е тука, еве. И си одате, бате. Мене многу ми се свиѓа овој скеч, земете си чоколадце. Аха. Не е овој тоа. Увој сега вната ќе се пребаци Ево малку. се, ево го. Зима Со зипо упалјач со маша го вади од камен. Маша, гледај. Гледа. Ај, гледате го овој боберце. Кој взимал пијачка? Ти взимаше? Попушти малку. Кој взимаше пијачка? Ја зимав. Зашто? Баба ви правеше бакет. Добро, бе, до кога ќе зимате? Бакет. Гледај се. До кога ќе се вадите на мене, бе? До кога ќе ми припишувате све мене, бе? Земете Земете чоколад. си чоколадце. И гледа чоколадце, ова е најако. Чоколадце, гледај се. Глеј, сите А учителя ви е толку добри? Но ти е батка, хит у Америка. Чоколадо со сенки од треши. Главно американци што прават. Ништо не оставаат фира.
А ние од цела среќа едва еден топ направивме. Замисли, добар производ и денеска би било. Шоколада, ние Дубај шоколада. Со сетка од цреша. И да плюкаш. Молим, лепо. Не му текна, може добро да виде тоа. Топ е, да види. топ. Тоа е црешало топче, топче. Комерцијална банка има совршен подарок за вашите најблиски. Подарок картичките на Комерцијална банка се со вредност од 1000 до 5000 денари и може да се искористат во голем број продавници во трговските центри Скопје Сити Мол и во Истгейт Мол, каде што ќе најдете широк избор на подароци за сечи вкус, без разлика дали тоа се модни додатоци, електроника, козметика или нешто за домот. Подарете им слобода на вашите најблиски да изберат она што навистина го сакаат и уживајте во радоста што ќе им ја донесе вашиот подарок. Посетете ја најблиската експозитура на Комерцијална банка и земете ја својата подарок картичка уште денес. Ова финтава па со срешиве, тоа што како доаѓа? Има некој виц нешто оваму таму? Каков виц бе? Каков виц? Нема виц. Саквор за... Абе, гледаш американци во оценки од цели што прават ние цело, среше два едно топче извадив. Не, ама не, вакви вид. Нема фира кај бриката, бе. Од кој виц? Нема виц тука. Знаеш, Жаре, само ти на кажам. кој, сега ќе ти кажам, сега малце ќе избегам од комитиве, ама на кој скеч многу, не е скеч, сцена е, многу се смеевме и кога го снимавме и кога го пишувавме, а толку не сум се смеел. Со каубојците? Со каубојците? Со индијанките? Не со индијанките, кога го пишувавме. Тогаш снимавме продукцијата и не беше у гарсонерата на Васе до Универзална сала. Добро. И Универзална сала тогаш беше Оливер Драгоевич имаше концерт. И нон-стоп на радио Оливер Драгоевич, Оливер Драгоевич, сега ќе ти кажам, ќе иде на Оливер Драгоевич, ќе иде, се нешто беше на Оливер Драгоевич. И у скечов има некој Ќе на Оливер Драгоевич, каубојцов. Каубојцов го врзуе за дрво, не, чекај, како градираше муабето, слушај, го врзуе за дрво и му вика, бе, каде е овој, цела емисија го вика, таа не, он нема да биде тука, он е на Оливер Драгоевич. И цела епизода... Каубојци! Цела епизода го протинјаме дека е овој на Оливер Драгоевич и пази го сега муабето. Врзан за дрво, ти беше, не знам како, и доаѓа тој врзе и му викаш, абе ти не си на Оливер Драгоевич? И овој ти вика, не бе, јас сум на Џуро Џаковиќ. Да. Така беше. И пази, Ја ти не си Оливер Драгоевич. слушај, и овој вика, види го ти Џуро колкав син имал. Баки, ова е топ е, бе. Ова е топ е, бе. Абе не, Вестерн, може да го нема. Тоа како градира, добро, да. Тоа племенувачи невјерици, Ова кога го пишувевме ни... бара епизода каубојци. Да, око ќе му текне некој. Мислам дека го нема, треба да се... Ќе го најдеме Баки после. ти, абе, еј, ова топ е, бе. Ова е најбољи. Иде од Ти не си концерт, Оливер Драгоевич, јас сум у адреса. Оливер Џуро колкав син има. Да, јако И е. знаеш ли која се смеевме многу исто? Банај, ќе ти подсетам, со двете индијанки. Не, тој се Со смеевме 20 на пати се снимањето. смеевме на Овој се снимањето. смеевме на А кога не, го овој се пишувевме. смеевме. Кога го пишувевме се смеевме. Да. Ти, јас сум... Кои се ти не- индијанките, дај подсети? Абе, све, таа епизодата со каубојците. Ова Истата епизода? Ова е, да. Гледај. Ова е крајот, више, ја коментирам. Слушай, Се, ова крај, за тоа зборев ја. сега ќе видиш. Сега да го видам крајот. Со полското? Абе, овој дешто бери. Изгледа сака да гради дешто. Да го јам во местенце. Се сеќа полското веце, се чего шукаш. Чего шукаш? Да, ова е на крај. Чего шукаш? Дека е мапта? Ја Полско нема ту жедна и мапи. Кај го тоа таму, шо е? Кај? Слушај, Еве ги. Актовка нешто, што беше? Актовка пари. слушај, знам дека конкретно на ова е... Еве ги. Со решителни носе сите. Као посреди сите тројци. Оригинал каубојски капот е овој.
Го купив од вестern продавница од Америка. Слушај, Тежеше 200 кг. конкретно на оваа епизода се сеќавам дека крајот, отидовме да снимаме, крајот не ни беше напишан. Немавме напишан крај за ова и ова коментирањето го направивме малтене уход додека снимавме. У К15. Да. Чекај, има уште еден. Ова не е крајот. Гледаш ли бе, батка? Ти реков ја да не веруваш на све. Овие од твојава банда сакаат капиталот да го исвалат од Македонија. Еми сигурно ќе сакаат да го исвалат. Вие ако го оставиме тука, ви може ќе сакате да го раскрчмите. Абе, ние сакаме да го раскрчмиме, абе и вие сакате да го раскрчмите. А зашто да не го раскрчмиме заедно? Партијските препукувања. Една партија, друга партија. И еве се уствари, чекај, коментатор има на крај мисля. Борбата за победа Ето го, да, ево го. повеќе од очекувана. И кога сите очекува разврска, настана неочекуван пресврт. Тука нешто смрди. Да, сега е јасно дека резултатот е наместен и дека двете банди се договорија. Публиката реагира, а има и зошто. Ова е жив срам. Замислете, сето ова се случува пред очите на јавноста, а актерите се однесуваат како ништо да не се случило. Рука на Балканот. Браво, како читал. Глеј, пиштол му стаја на глава се. Ако човек подобро погледне, аналитички што се вели, може би ваквата ситуација е најдобра. Може би договорот Све е кажано, браво. Кажано здравје. Сме го забораиле ние. Пиштолот на глава. И ако размислиш подобро, може би и овците По-аналитички. по-аналитички, по-друго е. нереален и мене ме понесе атмосферата. Понела атмосферата. Се извини, новинар. Всушност, утре ќе проследиме на забавената снимка. Браво, Пробајте тоа ако може го најде со Кој? Васе кога ги вика комиците кога ги пречат да сменат чешмата. Ајде тука чешма. Тоа е у долгометражните, да, ама таму е уствари, ние као гледаме со двоглед и гледа у двогледов и из двогледот гледа комити, се враќаме у Пајо да го имаме, ќе бараше ќе. Не, тачно ќе ти кажам која е. Напиши ајдучка чешма може чешма. Не е ајдучка чешма, не. Не, тоа е у склоп. Да. Нема, тие се од големиве епизоди. Тие се, да. Тие дугачките. Слушај, ако ќе се вратиш кога тие се многу позахтевни веројатно за правење. Така многу. Тие беа многу. Чека, за концертот правиме муабет? Не, за долгометражни. За долгометражни. Знаеш кога ќе споредиш сега циклус вообичаен. Се е захтевно, жаре. И ова. Се е захтевно. Тие се. И тој што трае 20 секунди е захтевен. Не, ама овдека тие се кратки форми, тие ни се полесни. Реално овде. А како стигна до идејата уопште да правиме такви? Па тој беше више третиот, четвртиот циклус и не знам, некако предизвик ни беше градиравме и чуни, морам да признаеме, чуни ни беше и режисер и монтажер на тоа и он инсистираше. Да ти кажам, ја за мене лично, тогаш прв пат, пошто пред тоа, тамо више ликот на Миле Паника и мутира и у изразот и у карактерот, да речам. Пошто пред тоа... Не е секогаш Миле Паника. И што сега да кажеш? Прво беше каков, па се променува во... У монолозите сам си го диктираш и темпото како збориш, кај задъткуеш, каде правиш. И кога таков лик ќе го ставиш овдека, ај сега кажи ова, не се од оваа камера, континуитетот на глумењето, на диалогот, на текстот што треба се каже, не е у еден тейк, него е од ваму, од тамо, па повтори го тоа. И не знам, тука више, да речам, прв пут ние, тројца, почнавме да се соочуваме со она глумење вистинско, да запамтиш што е, па каков е текстот, дека пред тоа агитиравме онака у еден кадар. Ти многу скромно тераш приказката, ние од прва сме го правиле тоа све стално. Добро, не, во рете, него сакам да ти кажам. Од прва, знаеш,
Много не пасневме. Ти скромно го каже ова, многу фино. Ако ќе размислиш поаналитички, кажа поаналитички, ако ќе размислиш поаналитички. Ти памтиш ли скрипта во ДПВ? Алисија доаѓаше на снимање. Секој пократ вртење го опишува. Алисија доаѓаше, а и ние доаѓавме исто. Па ја не сеќам за мене многу дека. И ја за мене сеќам многу. За тебе памтам, ама за мене. Добро, да. Сите бевме таму. Се окей. Можеш да видиш на ликот на Миле Паника, кој е у првите кај што е да речеме и шиткачот и така натаму и одека која ни беше прва од тие купуситис јок ферментитис кај што не стасуе купусот. Таа ни беше прва. Бабче првата. Да. Тоа ако го најдите сега бабче која држи говор за патот. Како го нема тоа кога го носиме со колички. Кој го направи патот? До конопиште. Слушај, Перо, а кој му рече на Перо? Тие сестра воде Перо. Да. Слушај, у тие скечеви покрај ова ние прв пат почнавме, ние тогаш сме ги малтене ги поставивме тие продукт плейсмент. Што више спомнавме неколку така. Неколку продукт туристичка плейсмент. агенција кај комитите. Овде. Бетон тука беше ова. Бетон ни беше тогаш ни многу ни помогна и одека кој го направи патот до Конопиште? Бетон го направи. Ама кој беше директор на Бетон? Такви успут кажувавме, па после има у една зградата министерство и шоу баова, кој го направи? Бетон изгледа има правено оваа зграда. Па не, тоа значи дека знае Бетон дека ќе го спомнеш у таква конотација. Пример, има, што се кажа, процес на одобрување? Да, нема процес на одобрување, луѓе има тотална доверба. Тоа сакам да кажам. Тоа сакам да кажам. Ние сакавме да се одолжиме, луѓе многу Едно по едно што работите. Знаеш како ти, вика знаевте ли? Не знаевме ништо. Се договараме. Сега се десело нешто. Батка, се договарам со тебе, па ќе продужи ова, па ќе продужи она, па ќе тоа време имаше фраери со мудаве и директори и пријатели и се. Така е. Имаше пријателства безусловни. Безрезервни. Дека едноставно ти ќе пошуваш името на фирмата и дека ќе го направиш тоа што треба да биде и тоа е тоа. Немаше да ми даш лист да кажеш може, не може. Знае дека сме на почеток дека е тешко што не прашувале како можам ја да помогнам у цела ситуација. Тоа со Бетон ти спомнав Митко Елимов. Значи простории не само што ни дада простории, него ни ги опремија просториите, ни направија студио, аудио студио за снимање. Митко Елимов, легенда. Ќе имаме епизода за бизнис. Дали има подобро чувство од тоа да можеш да го вкусиш вкусот на детството? Оригиналниот и единствениот Стоби Флипс е тоа. Крцкав, солен, секогаш омилен, совршен избор за секоја прилика во друштво, за филм, па дури и за обична пауза. А кога еднаш ќе го пробаш, знаеш дека едноставно не можеш да застанеш. Отвори, сподели, уживај. Пред да идеме на друг скеч, ти што спомна бане со смеење, многу се смеевме и во испишување, има некој скеч што да ви текне. Нормално има милион, знаеме, ама дали некој ќе ви текне посебно, кај што баш сте се изнасмеале на снимање, да ви било мака да го снимите. Овој у вестернот имаше тука еден дел кај што тамо се смеевме, мислам и дека ни онака више го бркавме и батерија снема и касета снема. Исто у вестерно влага овој негде и влага у една сладкарница и вика кај овој влага една сладкарница и овој влага и вика дај каубојцо вика дај две индијанки, нема вика дечко, но ги зема последните и го даваат овој со две индијанки гушнати овака искача. На тоа знам дека многу се смеевме, пошто исто на лице место го решававме тоа. А важи обично еден дека поише се смее, по не, пример. Не важи. Секој може да го фати тоа? Не важи, не важи. Ништо не важи. Имало ситуации, сега не можам конкретно да... Знам. Ситуации не сте можеле да завршиме со снимање. Таман че дојде готовиш на крај, завршиме и ќе почнеме сите као под... Слушај, и знаеш што е најболе? Јас со Бубо снимам, и он многу се смее со Миле Паника која снима. И реално. Знаеш на кој дел многу се смее, која трети?
Кој зима ваздух. И не може, ми тука ќе почнем. Не знам тоа, него што со Шој, он као него го снимаат, ја му зборам и он кога збори и јас се вртам навака да не ме гледај. Што се вртиш? Што се вртиш? Можам. Не се смеј. Гледа да се крија, што се криеш, кај се криеш од камерата? Има ситуација, пример, и мене ми се смее више и за как да се насмеам и земко бега и се бришам овака, ама се смеам, да не ме фаќа камера. Жаре, само ти кажам една работа. Они... Ама не кажу и на никој. Они... Не, кажи на сите. Они се смееле сите, само јас сум сериозен таму. Не се смеја. Така е, се нема. Само ја не се смеам. Они се смеат, пошто... Не дошле за работа. Ова е скетч, гледа. Пази го, овој ќе е мојот цел, одадоша. Не е Ова е дугач. крш. Не е дугач. Овој е карактерот на Тошо. Ова е Тошо. Од 3 минути 4. Ова е Тошо од Адоша. Гизере, баце, гизере. Пази. Што си сакачи горе чапате? Дедов ме. Заедно. Абе ја толку риби сум имал у градофона, најде мене да ми раскинуе. Ва се со чизмици, со чизми, да. Кошњаков е топ. Абе, тоа е тачно, аба шо има врска? Ќе ти дајде бе и други зар само она е. Нема, гледај, целиот овако со рукавите долги со... Има и бугарки, ако треба ќе плати бе. Абе не мрдам да не дојде овде бе. Барам да дојде и да каже пред сите тука дека идеме за озбилно, разбираш, батка? И ова е антологиски, стварно. Боре глуп. Не вика глуп бе, она ми викаше глуп бе. Вчера онека лежиме у кревет, двајцата и знаеш што ми вика? Батка, меѓу нас е свршено, а не сум ја пипнал бе. Она ќе откачува овако шизик као мене. Обрука и јадам. Она оком, ја жеп коком. Гледај статистиве како се прецизно. Ти седи тука, ти седи тука. Доколку за 5 минути не се симнете од покрив, ќе пристапиме кон кажување на мајка ти. Ова е најболje. И толку е. Ова е типичен вокабулар политички. Толку. Толку. Ево, овој фраерот, не фермаше жива сила. Не, бе, жива сила, тоа е тоа. А кој е Кошњаков? Бране го има донесено од Англија? Се секам. Тоа е мој, моја јакна. Ама не е на Васе, друго е. Бране, мене, он за него си купи, мене ми доноси на вас. Не се секам. Не е битно. Полеа го брани, Бане ми го купи. А, така. Бане ми го купи. Бране, кај работеше у... Чекав ја на автобуска. Одиме у Крушево. У Крушево одиме, Ранко Бубамара организира со, не знам, со Министерство за култура Крушево, нешто град на културата, не знам како беше сега. Комите не ангажира и нас за анимација малку да добие манифестацијата популарно, се уклучија многу и спортисти, и глумци од цела Македонија. Тогаш Фуере беше европски амбасадор тука. Да, и дојде и он, јас се сеќам, кога дојде, он дојде на крај и дојде тука и вика, прашува што сте вака сите облечени. И му викам, кажу му, не знам на кога му реков тебе, но фолклорни ова на кажу му и он треба да биде вака облечен. Да. Сите треба да бидеме облечени. Му преведоа и го снема човекот и ние мислиме отиде некаде по протокол си има друга. Се враќа облечен као комита со овако тел. Нели се сечете на тата? Ај, кажи за тега чорапа. Колку ми измачил овој текст. Се наваѓаме овде да струшките ручеци на Ова е тоа. полицијата што се. Ова оди на концертот. Пастрпка и шприцер. Овој два пати може тука, знаеш што е најсмешно? Два пати ќе оди на биски оди. Ние, ја и вас немаме појма он што збори тука. Ја кајте. Знаеш ли што е најсмешно? Што ја немам појма што зборам. А ја и ти сме, ви кај сме ја и ти, баце, Бубо. Кај сме ја и ти, бе. Па тоа зборам, бе. Нема појма е, ојде тамо, Тоа со параброкса они за таму. Гдездата од птиците се сибеѓа доле и од да ја гази тревата, тој
Неуобичаени досадашни простори. Чекаат сега тука, чекаат. Кој што се вика Лалановиќ, што уствари значи човек кој што паѓа у несвест на дупе и онда кој ќе стане се понаша као ништо да не се десило. Меѓутоа, ја да не должам долго, сега ќе проследите прво наградата песна од исто имени. Кој не тероризаме, так се вика човек. Така е. И гледам, на со еден благ зум и да гледа. И ова е one shot. Ова е еден кадар, цел скетч. Ова е парк. Има луѓе околу? Не. Риби има, риби. Не, нема парк. Така се погоди, значи. Како е са бајле рано или како е? Не, предподне. Не верувам, ама да се погоди да нема жив човек. Работни денови бе. Бате, во може зимно време да било, ти не гледа, јас што сум гол. Ние сме професионалци. Сериозна продукција. Не ли ти студеше пригода? Не. Се по брадавиците ќе видиме кој ќе зумне. А ти, Маро мори. Дома седиш маромори, газиш јамболи и Ти упада. многу драж има у еден кадар, ова тргаш од тука и после Како е озвучено? Васи има микрофон еден сигурно микрофон на има него. пред нив. Така? А Бубо вика. Еден има пред нив. Текст маромори. Не гледам. Енего доле. Тоа е. Ене луѓе позади, гледаш, поминаа него. Како бре, ова. И пази Ова е после легендарна ова на ствар. Васе полно луѓе му прават. Така? Да бе, да. Тебе полно луѓе ти прават мна. Знаеш и кога исто за што му прават на Васе? За джандарот, Па одам јас со компирите скечот горе, кој ме стречава на скали, кој ме прави... Пушти го со компирите скечот. Компирите е исто Еве ги легенда. компири, Ајде, еве ги Васе компирите, еве ги. Васе компирите, тоа е класика. Как ќе правам јас Ова е класика, бе, нема. И ова е кај нас устанот. Устанот кај нас ова е. Да оде на пазарот. Не че имам догоре до кај Тошо. Ќе се наметнам, ќе го замолам 1 кило компири да ми даде. Моле. Пази, не смета кој има Да не кабли, затоа што приказката е добра. Што не згодно, Тошо ќе земам, Што се гледа да ме кабли. Имено. Не е згодно било, пријатно човек да зимаш. Знаеш што е најдобро ова? Барем 50 души ми имаат прашано. Знаеш што не е згодно? Баце, како издржаме догоре? Да... Извини, ма мисля да доделите они догоре. Гледате го ова, колку се гледа. Само брајк се прелепува. Скрос истите. Ствари, што ќе му објасниме Марзело? Гледайте колку се Пазар, гледа това на микрофонот директно и кабелот. Тошо, извини, молим те, Да кажам друга работа. Као вакво е, као... Комши, дека бе става ти банкта, на коледа на Као сталак да е ова, тука не е кабел. Шо му е навија? Ама запотен си бубата се гледа тука. Да, види, он вака така ги качува 4 пати. Да, реално. Он мене ми се извини 40 години српоти чекан од мој што стоат на неговото заведено. Или жен така вика од 2 сата, така. Јако е. Директно одам Најјако. Многу добро напишано. Најјако. Влегуваш у филмот. Ти траме, јас директно звонам. Ево, Најјако компири. Ужи коментар. Фрчичко шо гледа. Шо гледа и вие фрчко кој го знае. Тоа е, толку. Влевам унатре, директно земам компири и бегам. Прави филмот. Пази, овој коментар, например, Батка, бе, што се замислиш ти, бе? Батка, А мен до твој компири ли ме да дадам, бе? Какви Не морам ја компири да јадам, бе. Че јадам макарони, бе, будала, бе. Батка, бе, шо ти е, какви компири? Батка, Трепкањава на Тошо се најболи на крај, бе, глеј го ова. Кога заврши на... Нула болова. Ова е стварно антологија. Многу добро напишано. Ово е, например,
што напишано во еден, што пишуваш тука, у моментот што идејата е, идејата е дека не на ова се деси на лице место со коментарот за Фрчко, ако се сеќаш. Да бе, И ја чутам, у тој момент него што гледаме ние Фрчко. Знаеш каде е суштината на скечов? Значи, компирите се окей, како си го правиш ти филмот? Тоа. Тука е целата генезата на приказката, за тоа збориме за К15А. Види ти, он кој ме погледна, кој знае што мислеше? Он мислеше ова? Он не мислел ништо. Нема Овој везе. си прави филм. И ти си го правиш филмот, и он после кога седнавме, кој ми каже добар ден, кој знае што мислеше? Става етикети до нешто што нема потреба. Тоа е суштината. У една реченица, знаеш как се вика тоа? Седат двајци од една што ме вика, што ми гледаш така бе ти? Да бе да. Седат чутате деца и си прави филм и му вика, што ме гледаш бе ти така? Маму ти ебам тоа е продолжение. Тоа е баце. Слушај, има еден сличен на ова, не е баш исто, ама еден скеч го имаме таков, кога ти јадеш чоколаде, и ти вика здраво бубо, и ти му викаш не може. И ти викаш, шо не може, бе? Не може, шо е? Па ја ти ќе речем здраво, ти ќе ти речем здраво, па ти ќе ме прашаш шо правиш, па ова, ама од чоколадата, од кај ја купи, може ли малце, не може? Не може. И ко ти вика, ја рипам фази, ко ти вика. Шо е ова може? Рипам фази. Рипам фази го знам, во скеч го имаме правено. Скеч го имаме правено. Еј, не ми текне дека го имаме. А за рипам фази јас и до ден денес го потребувам. И на мене не ми Го имаме, има еден скеч. Јаде нешто ти му викаш. Да, 100% го имаме. А ова рипам фази, Буцо го кажуваше. И ние Рипам фази. Да, вика здраво, не може. Шо бе не може? Шо ти е тоа? Рипам фази. Шо рипаш фази? Па јас сега ќе ти кажам здраво, ти мене ќе ми кажеш здраво. Буцо Евролинија. Буцо Лазов Евролинија. Буцо Лазов Евролинија. Подгответе се за новата билна мешавина од Good Nature, чајот Енерго С. Грижливо одбрани билки збогатени со витамин С, антиоксиданс, неопходен за активно секојдневие. Кога се чувствувате исцрпено, без енергија, дозволете си шолја чај Енерго С од Good Nature, која ќе ги разбуди сите ваши сетила. Со Магде кога отидовте зимно време за еден викенд у Белград. Непланирано. Да. Се сеќаш? Добро. Оди, Магда нешто Вујко, што имаше роднина нешто у Белград, тети чичко. И одат непланирано у Белград, зимно време батка, јави се Магде кај овие пријатели на Копаоник, други на Златибор, човек нема оваквот. Кај ќе одиме? Ќе одиме Скадарија. Класика. Кафани. Одат у Скадарија, вака бате. Нигде немаме. Одат у 3 шишира, влагат унатре и му викаат, нема дечки, вика, место. Вас човек, слушај, ние не сме луѓе што изволјеваат, нас не ни треба ни многу простор. Нас на крај на шанк да не ставиш, некаде има чашки кај да ставиме, че си постоиме, вика, цела вечер, не е никаков проблем. Од кај се, од Македонија, дај да пробам да ме сместам, ги сместој прво на крај на шанк на стоење. И завршај, они си стоат таму цела вечер, завршај кафаната, овој прават цех. Вас как што знае да направи цех, 200-300 евра и на крај му дава 100 евра бакшиш на конобарот. Утре вечер искачаат, пак нигде нема кај, дај да одиме ваму, убаво се поминавме си вече, одат таму баце, конобарот ги гледа, јас сам за сваки случај, вика, ставија тука еду мала масичка што ви ставил или кој на чошот стои, ме сваќаш? И си порачуваат и мезе, ваму си буцкаат, не јадат ни он ни Магде копијат. Дингере, прават оваквото, пак 100 евра, одат третата вечер, прописна маса, баце си стои. Поголема маса. Си стои. Најголема маса. И баце и се разделуваат, на крај Васе му вика, ево ви уште овакво, и вој му вика, утре вечер ќе идите, вика, тешко ни утре планираме, вика, да се одиме, вика, него да те питам, вика, ово, Ѓуре, јак шиш ли ве тука да сликта?
Абре, болите курац, кој е, вика, ако долази сутра, кажи да ga метнем одаве, донеси твоју слику. Тоа ќе стави вода, Така беше. 3 вечери, 300 евра зима, бакшише, бате. Вика, кога јеме, вика, кој е, вика, донеси твоју слику. И една друга, знаеш што памтам, кога бевме, снимавме нешто, не знам кој спот го снимавме. И одиме, првата вечер не носеше Милош у клуб Писац. Кога дојде конобарот на маса и јас гледам, бац, кога видов тоа менито, све сакам да ја да пробам. Му викам овој, патка, може ли да искомбинираме, му викам од овој сите, да стане, ќе си плата, ако не може, донеси по една порција, сите си плата, у една, у две порции све стиги. И овој вика, за К15 све може, бре. И тројцата одма се вртиме вак си. Кој не дупи се, викам, некој го има пратено овој, иди овие дупи ги, речемо, вие сте К15 зараз. Усред Белград К15. И батка тргна типот натаму, и мене не ме траеше кожа. Тргнав по него у кујната таму, он влага и ја влагам мои пријатели. Дожи мало. Од кај го знаеш, му викам ти К15. Ести Кире, вика, јас сам из околина Врања, гледам К15, вика, на телевизија, викаме, знам од таму. Терестријално, офаќало да таму. Да. И кога бевме у сите видјушки кафани, как се ви каже, сите видјушки... Кодаче. Кафана... Кодаче, топ кафана. Кафаната у стара од керпич, куќа, вака да бутиш ќе падне. У моментот најактуелно место нема, унапред месец дена, и сега ни е зборат и сите викаат, не, таму тешко, и некој од овие организатори беше, рече, мене е роđак, бре, тај. И вечерта отидовме унатре. И баце Кодаче, вакво јадење, онакво јадење, а ја постам прв пат у живот. И овие јадат свинско печење, јадат 300 чуда, ја јадам зелка и врз зелката печурки живи. Ни печени, ни ништо. Да не мирисаат на ништо. Лиги вака ми течат цела вечер. Ај што издржав. И сега викам, барем некоја заебанција си направиме. И порачуваат овој крушковача, оваквовача, онаквовача, што ќе порачат, се има. И вика, господине, ви ништо не сме, јас само викам од јагоди пијам јагодевач. Добро и запишујам. Јас игам се заебава. И носи бацка јагодовача, ма викам, вас стварно на јагода пијам, ај донеси за сите тука. Нема од што ќе спомниш овоше, од се имаш. Да, вика боровњаче, кама мамбе, све што падне испод крошње. Така викаш. Така е, Срби тоа прават. Све што падне испод крошње, тоа е. Така е. Доста муавети, ќе оставиме нешто и за другиве епизоди, вака можеме да се тераме, уште многу. Сметаме дека ќе имаме, значи, 5 вакви епизоди, оваа сега ја правиме со вас. Во следните епизоди ќе имаме и ваши пријатели, некои со кои што исте соработувале и ваши фанови ќе видиме, значи ќе измешаме малку. Така да пратете не, следете не за сите од овие 5 епизоди К15. Друго, ако сакате да си купите К15 мрч, има, значи, блузони, капи и мајчки, што може да се купат ексклузивно на supermart.mk и тоа доаѓа во овакви убави пакети и, значи, може да си одберете, сакате капа, сакате мајчка, сакате блузона, можете и групно да ги купите трите, значи на supermart.mk до живите настапи на К15 ќе си се продаваат овие ексклузивни работи кои што ги има само тука на supermart.mk. Тоа би било тоа, момци. Ја мислам уводно да си направиме, се подсетивте. Бога ми. Шаре, со тебе стално убав муабетот. Баце. Нај. Бидете добри и вие бидете добри. И се гледаме за брзо. Се гледаме. Здрави, живи добри. И ќе повтараме, убав, не иде муабетот. Секаде не иде. Стално ни оди. Така, баце. И тоа кога повтараме да не сватат гледачите дека сме излапени више. Него пошто не иде муабетот. Така е. Баце, не се вика излапени, се вика изветреани. Да, бе, ја стално ги мешаме. Изветреани и излапени стварно ги мешам. Не бидете изветреани, следете го К15 и пријателите подкастот.